Dobro, знаете колко си игра во финалето на купот, сегаш може да има некои изненадуми, бидејќи си игра во еден натпревар. А меѓутоа, нашите играчи беа доста спремни за сите ситуации кои што ги работиме на тренингот, безпрекорно ги одработија на самиот натпревар, така да во ниеден момент победат на 20 прашање. Морам да кажам дека сите играчи што играа и тие што беа надвор се заслужени, бидејќи издржаа во овои тешки моменти, знаете, тешка финансиска ситуација на клубот, меѓутоа луѓето играат со срце и со среќа. Дали тоа значи дека неговата атака и на втората титула шампионската? Апсолутно, екипата на Лешок е втора по квалитет во нашиот шампионат, бидејќи они го елиминира екипата на Пробиштип и се сретнаа со нас во финалето. Ние сега имаме, мислам, за малку за нијанса полесен противник, на крај крај ви играме 2 надпревари дома и верувам дека ако не 3-0, 3-1 ќе биде сигурно победа. Сега искрено ние очекуваме Аца да биде потежок надпревар. Не очекуваме дека толку лесно ќе ги добиеме, бидејќи имаме одредени проблеми, што ги скришно ги скривме од јавноста. Имавме малце повредени играчи, ама соберавме сили за да го биеме надпревар, што може толку полесно и толку пократко. Голема благодарност до целата струмичка јавност, бидејќи многу ни помогнаа, исто и до моите играчи, тренерот, докторот, сите се заслужни. Одаме, не застануваме тука, одаме на втора титула, во среда почине, ги поканувам сите во Партизан, не знам кое време ќе дознаете, ќе бидете информирани, одаме на двојна круна. Овие момци заслужија двојна круна и повеќе од тоа. Ја одигравме нашата игра, затоа резултатот заврши 3-0. Значи, отсервиравме добро, добра одбрана, добар контранапад, одличен прием, така да сите елементи на играта ги одигравме како што треба, затоа и така заврши надпреварот. Може да очекуваме во Струмица да види шампионската титула? За тоа сме овде. Да ја освоиме дуплата круна, дај Боже. Значи, никогаш ништо не се знае, пред време не може да кажеме, но имаме домашен терен, имаме наша публика, така да одиме на двојна титула.